Во просториите на факултетот Гоце Делчев во Струмица се одржа трибина на тема какво е влијанието на евроатланските интеграции во Република Македонија. Целта на овој проект е да се разјасни директното и индиректното влијание на евроатланските интеграции кои ја покриваат нашата земја. Првата фаза се состоела од едноставни анкетни прашалници, онлайн анкети, меѓу кои се анкетирани граѓани, министри, градоначалници. Како следна фаза е информирањето на јавноста преку трибини, кои претходно беа презентирани во Тетово и Штип. Евроатланскиот совет на Македонија продолжува со една серија на така наречени трибини, работилници, односно помали конференции, како завршна фаза од вториот дел од проектот на кој работиме веќе 6 месеци. Значи се работи за еден подолг истражувачки проект кој почна од март 2006 годинава на тема како влијанието на евроатланските интеграции врз меѓуетничките односи во Република Македонија. Оно што е многу битно да се нагласи е да се појасни која е всушност улогата на НАТО последните години. Дали е она што сите го знаеме или НАТО е со политичка содржина, изјави претседателот на Евроатланскиот сојуз во Македонија Илија Џугуманов. Значи самиот проект главно се фокусира на истражување на, како што споменав, директни и индиректните влијанија на евроатланските интеграции врз основа на меѓуетничките односи во Република Македонија. Знаеме дека можеби директно не е влијанието многу големо, меѓутоа ако гледаме дека самата НАТО алијанса и самата Европска унија бега од одбрамбена класична политика и веќе НАТО не е класично одбрамбено прашање, тука и политичко и економско. Значи ако гледаме од таа насока, ако гледаме земјите во регионот кои се интегрира во алијансата, какви се и економскиот раст, меѓутоа и безбедносно, тогаш станува јасно по кој пат треба да одиме. Како завршна фаза од овој проект, кој трае веќе 6 месеци од месец март 2016 година, ќе се заокружи на 11 ноември со финална конференција во Скопје, каде ќе бидат презентирани сите материјали и податоци од целото истражување и ќе бидат презентирани